Почитувани, добар ден. Време е за најновото издание на Црвена линија. Купувачите во Хрватска започнаа. Словенците прифатија. Црногорците не останаа покуси, а утре и кајна се бойкотираат одредени продажни синџири и маркети. Акции за бойкот се најавени во Босна и Херцеговина и Србија. Во Хрватска еднодневниот бойкот стана неделен и ќе трае до 2 февруари, но со барање граѓаните да го продолжат бойкотот и од 3 до 9 февруари. Ние денес во Црвена линија прашуваме дали подигнување на цените може системски да се реши наместо да се испраќа порака со еднодневна или еднонеделна акција на потрошувачите. Ако трговците се лакоми за високи профити, ако го кршат законот со двојни договори, а владата не го спроведува законот за нефер трговски практики, кој може да им помогне на граѓаните? Дали бойкотот на големите трговски ланци е решението? Граѓаните се сигурни дека маркетите ќе ја примат пораката, но дали ќе има ефект од бойкотот? Темата денеска во Црвена линија е: зошто владата не ги користи своите инструменти и воведе ред во трговијата? А сега кога ќе ве посетам за следење на Инстаграм, еве и зошто. Ако кликнете веднаш на Инстаграм стори, сега ќе ве пречака денешното прашање, кое што воедно и денешната анкета. На Инстаграм стори ве прашуваме дали треба да се бойкотираат маркетите. Јас верувам ќе може да покажеме, еве тоа вака изгледа и имате, како што гледате, две опции за одговор. Под А сите одеднаш или пак под Б еден по еден. Кој е вашиот одговор? Кликнете на полето, дали е тоа под А и Б, ќе сумираме во проценти и сега ќе ги соопштиме резултатите никаде конкретно на Црвена линија. Сега во продолжение ќе го погледнеме најнапред прилогот на Ирина Чачкова, а потоа, драги мои, почнуваме со вас. Ден пред големиот бојкот, некои маркети планираат попис. Со тоа би биле затворени за потрошувачите. За ова стигна информација од граѓаните до нашата редакција. Ги известиле додека пазарувале. Други најавија акции. Оние пак кои имаат картички со поени од одреден ланец маркети, добија известување преку Вибер дека уште утре можат да ги искористат поените кои ги собрале при пазарување. Граѓаните се подготвуваат за утрешниот бојкот. Поддршка дадоа и владини представници. Ваквата одлука за бизнисот е популистичка. Сметаа дека владата треба да биде медијатор, а не да зазема страна. И како влада, и како држава, нивната реакција кон овој случај, мене лично ми изгледа повише популистички, отколку што реално. За дел од експертската јавност, бојкотот е аларм за целиот систем. Еден тип на аларм. Тоа е еден тип на предизвик, односно порака која сакаат да пратат потрошувачите. Тоа сакаат да пратат не само кон трговците, кон бизнисите. Тие сакаат да ја пратат и кон институциите, кон власта, сакаат да ја пратат кон мерките кои се носат, сакаат да ја пратат кон бизнис секторот, кон политиките, кон законите кои треба да се донесат и така натаму. Граѓаните се одлучија на бојкот затоа што проблемите со цените не престануваат. Чашата се прели со последната кошничка, кога работите се искомплицираа. Едни цени се намалија, други драстично порасна. Млеко домашни производители. Нема зголемување, нема намалување. Јогурт, да не ги именувам, домашни производители, има намалување. Урда, нема намалување. Сирење кравјо, нема намалување. Кашкавал крави, нема намалување. Кашкавал мешан, нема намалување. Јајца, нема намалување. Еден од проблемите кој се наведува за ваквата состојба е се поголемиот пат на домашното производство. Таткото и мајката работат со штала, со крави, ќе пунат 65 години, излегуваат у пензија, нивните деца не работат више истата дејност. Или ќе се вработува во државна администрација, или ќе оди во Макдоналдс во Германија ќе се работи, кравите нема да ги чува. Според бројките од бизнис мрежа, 7 најголеми маркети во 2023-та оствариле приход од над 930 милиони евра, од кои чист профит биле 35 милиони евра. Заработките се движат од над 1 милион до над 10 милиони евра. Нето профитните маржи пак надминуваат 10%. Утре бојкот на маркетите е најавен за во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Словенија, а повторно е организирани во Хрватска. По она што го видовме подготвено од Ирина Чачкова, сега кога почнуваме Црвена линија и дискусијата во неа токму со вас. За сите оние кои што денес ќе посакаат за прв пат да го кажат својот став
и одговор на темата за која што зборуваме со сите вас. Нашиот телефонски број е 02-307-0005. Напомена од технички аспект, секако да се намали целосно тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушнеме и секако да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас. Централно прашање во црвена линија денес, зошто владата не ги користи своите инструменти и воведе ред во трговијата? Секако до гледачите, еве и ќе ги прочитам уште еднаш кои се прашањата во црвена линија, особено прашањето кое што е и на Инстаграм, а тоа е дали треба да се бойкотираат маркетите сите одеднаш или пак еден по еден. Да видиме што ќе кажат граѓаните во овој случај како потрошувачи. Добар ден. Добар ден, инако сум јас. Секако вие сте. Повелете. Вака сега. Точно на темата сум. Што да направи владата? Што да направи владата? Значи, што не разбрани трговци, така има една изрека. Јас вака би бойкотирал. Еден ден е ништо да бойкотираме како граѓани. И тоа и од прилово го имаше ваш. Вака се бойкотира, дека не слушнат сите, ако му одговара. Се бойкотира. Привер, не е без навреда за која трговска организација. Се договара народу еден месец во Веро никој да не влезе. Наредниот месец ќе биде Кан. Другиот ќе биде Тинек. Се лупам, мислам некој, ете така што ги познава. Само така се постигнува успех. Еве тие гледате, за еден ден одма си наште, попис ќе прајде, ова ќе прајде, проводци ви даваме тој ден. Не така. Меѓутоа се плашам дека ние не сме народ нешто да исполниме. Ако исполниме 30 души, 30%, јас бях овде. Баш се стоам утре пред голем маркет и баш ќе посматрам што ќе биде. Јас нема да влезам. Ама со еден ден ќе напомнам народен. Не. Бойкотираме. Еден месец Веро, еден Тинекс, наредниот месец друг. Само така е можеме успех. За еден ден. Ами ти и онака во недела не работа. Што е за ним еден ден? Ништо. Не бе, 30 дена една, 3. Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Секако останете со нас да слушаме допрва останатите гледачи што ќе кажат како потрошувачи денес. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Повелете. Здраво, јас прв пат се јавувам. Драго ми е, верувам не последен. Да, јас имам спротивно мислење од сите. Ова е чист популизам. Еве денеска читам Комерцијална банка 80 евра профит. Вчера читам НЛБ 50. Има 13 банки, од кои 9 или 10 се странски. Израчунете, тоа се 700 милиона евра профит кои ќе одат во странство. Цела трговија има, кажавте, 35 милиона евра. Така? Колку трговци, сите се македонски компании. Малку нека се размислат сите кои тргнале по овој пат. Кого уништуват? Дали ме разбирате? И ве слушаме. Да, дали разбирате што се случува? Зашто не бойкотираат купување на станови? Колку е пораснат квадратот? Зашто не бойкотираат приватни болници? Зашто не бойкотираат аптеки? Не е проблем трговијата. Проблем е комплет цела држава. 700 милиони евра банките странски ќе изнесат напор. Кредит 250 милиона евра се збори цела година. Ова треба да се замислат си. Прв пат се јавувам и се надевам дека има и други што размислуваат со своја глава. За овој прост народ малку е. Ве молам без навреди кон било кој. Благодарам многу секако што споделивте со гледачите кој е вашиот став и кои се вашите одговори. Еве ќе земеме во обзир дека за прв пат сте се јавиле. Верувам нема да биде последен. Ќе ве слушаме за останатите теми што ќе ги поставува црвена линија. Но ве молам, колку и да сте гневни, колку еве да сте изиритирани, од етички аспект црвената линија веднаш ќе биде активирана доколку во излагањето на вашите ставови користите навредливи зборови
говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Ве замолувам да се држиме, да бидеме пристојни, а секако да поентираме и да си го кажеме ставот. Возможно е. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во црвена линија сте. Ја во една прилика сега ви кажа за овие работи, додека не ги преземе државата работите своји врате, бар на основните продукти, жито, брашно, зетини и големи потреби што се дома, и да му кажем трговецот колку да продава. Све друго е узел. Значи може ние да ги бойкотираме кафичи, кафани, тоа е прескапо. Тоа да, луѓето да ги откажат свадбите, да ги откажат некои други работи, тоа да, нив може да ги бойкотираме. Маркетот не. Маркетите, ја мислам, некна реков дека добро ја познам трговијата, меѓутоа е кратко времето. Чак они ќе имаат право да тужат државата. Зашто? Зашто е пазарна економија. Да вие увезете брашно од Србија или жито, треба да ви подпише министар. Таа дозвола кошта пари. Некој ја платил. И не можете вие него сега да му се меша. Како ви кажат србите? Узми или остави. Значи, на маркетите ништо нече да им можеме ние, плюс воена ден, па тоа е смешно. Тоа е смешно, да се разбереме. А на кафичите, кој кошта кафе, пазите, во ова цела ситуација никој не го спомна, кажеме Охрид. Што е Охрид, бе, луѓе, бе, едно пиво 300 денара пари, бе, луѓе, бе. Кој тоа го спомнува тука, бе? Сега маркетите. Еве во Охрид, да кажеме кам. Ја идам во Охрид секоја година, имам таму своје нешто. Еве сега, во камп ви си идете цените во Охрид во сезона и во Скопје. Еве, кој не верува, нека провери во сезона. Значи, зошто не спомнеме тие малкото? Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Останете со нас да подсетиме, купувачите во Хрватска започнаа, словенците прифатија, црногорците не останаа покуси, а утре и кај нас ќе се бойкотираат одредени продажни синџери и маркети. Акции за бойкот се најавени и во Босна и Херцеговина и Србија. Во Хрватска еднодневниот бойкот стана неделен и ќе трае до 2 февруари, но со барање на граѓаните да го продолжат бойкотот и од 3 до 9 февруари. Сега што прашуваме ние во црвена линија? Дали подигнување на цените може системски да се реши, наместо да се испраќа порака со еднодневна или еднонеделна акција на потрошувачите? Ако трговците се лакоми за високи профити, ако го кршат законот со двојни договори, а владата не го спроведува законот за нефер трговски практики, кој може да им помогне на граѓаните? И зошто владата не ги користи своите инструменти да воведе ред во трговијата? Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Владата може да воведе мерки, меѓутоа неќе или не сака, а иначе еднодневен бойкот на маркезите не е ништо. Минимум 2 дена во неделата требало да има бойкот, а 3 дена би било најидеално. Владата може да воведе мерки, се знае тоа, не тоа е проста математика. Се гледа производителот колку ја нуди цената, колку е маржата и на пазарот колку може потрошувачот да плати. А што пред мене што рече господинот во Охрид, 300 денари пиво во Охрид, па тоа не е нормално. 175 денари ракија една, од 0,5, 0,4. Не е нормално. Инспекторите низ Македонија само одат, пијат бесплатно, јадат бесплатно, ништо не работат. Тоа е грешка на претпоставените нивни, која ќе дојде од работа да покаже што работат во текот на денот. Меѓутоа, граѓаните добро се освестија, ако не ја земат работата во своји раце, тогаш не знам кој. Бидете поздравени.
Бидете поздравени и вие. Со оглед на тоа што кога зборуваме за бојкот на маркети кој што започна во Хрватска, а сега веќе е и се шири рапидно низ регионот, нормално е низ социјалните медиуми да се јавуваат и актуелни коментари, споделувања кои што се врзани токму за бојкотот на маркетите. Во регионот еве што издвоивме, што е исклучително актуелно, како твити постојано се разбира се постира дури и кај оние кои што се од соседството. Дејан еве што напишал: трговина, ќе го преведам со оглед на тоа што е на српски, вели: трговината се бојкотува на следниот начин. Под еден се избира една компанија, па тогаш се бојкотира 7 дена. Компанијата гледа дека ѓаволот ја однел шегата, па ги намалува цените. Останатите компании гледаат дека може да бидат следни, па се вадат од памет. Следната која ќе ги врати високите цени, 30 дена бојкот. Продолжуваме сега со вас, ние прашуваме во црвена линија зошто владата не ги користи своите инструменти и воведе ред во трговијата. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Поздрав многу и до тебе. Да ти кажам наискрено, ако не ни ги кажете тие податоци дека толку имаат профит, односно чиста заработка тие големите маркети, и веро 10,5 милиони евра профит. Значи тие толку многу работат, колку ни се високи цените, ние уствари сами си гледаме колку се високи, туку ајде да се запрашаме како живеат луѓето, дали воопшто живеат тие што имаат по неколку деца, што живеат со една плата. Значи, некој ќе каже, ама не, зошто вака правиме? Па правиме затоа што се гладни луѓето. Зошто, рече гледачот, зошто не бојкотираме за ова и за она? Сега зборуваме за глад, зборуваме за гладни усти, нели тоа дете сака да јаде месо, сака да јаде нешто и благо. Зошто им го скратуваме тоа единственото што може да им го приуштиме? Значи, толку многу, Тина, сум разочарана. Сега прочитав на Фејсбук, вика еден леп до денеска има рок на траење и го симнале 3 денари поевтин, односно макарони, 4 денари поевтини. 4 денари поевтини, замисли, молим те. И сега ќе ми кажат они на мене, или ги качија многу високо цените, па сега акции, шо се тие акции? Јас гледам каква акција ми напишале тамо тоалет на 320 денари, па ја симнале на 220. Па тоа не е акција, таа цена не е реална 220 денари. Благодарам многу секако за учеството, останете со нас и еве една напомена до сите останати. Ве молам во иднина при вклучувањето не им ги спомнувајте имињата на маркетите, доволно е да речете големите маркети, ако вие така поедноставно се разбира од маркетиншки аспект. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, повелете. Па видете вака, ова работа треба, бојкотот треба да биде пред владата, а не пред маркетите. Не треба да се бојкотират маркетите. Владата ги има испуштено конците, тука е работата. Инспекциите служби во владата не работат, не функционират. Ги делат компаниите на мој, твој, на вакви, на онакви, велиш ти да не ги спомнуваме. Како да не ги спомнуваме? Најголем попечалба е, имаше анкета сега скоро, најголем попечалба е Тинекс. Сега е Веро, најголем попечалба. А Тинекс е 10 во цел регион попечалба. Така да џабе ова е чисто партиска работа. Значи тие што се допаѓа на власта да ги форсират, си ги форсират, му гледат низ прсти. А тие останалите не. Така да јас мислам дека ова работа само владата може со инспекцијските служби да ја реши, а никако да се бојкотират маркети и едно друго. Маркетите ќе се легнат на прашното, ќе му дај владата колку маржи да клават, ако клават повеќе маржа, ќе ги удри по уши.
Благодарам многу секако за учеството и вашите одговори. Една напомена, сите оние кои што нема да се вклучите во живо, може би имате можност преку коментари и споделување на нашата Facebook страна, се разбира да пишувате, ќе ги читаме коментарите измеѓу вклучувањата на гледачи во живо и секако заследете го и профилот на Телма телевизија на Facebook и таму ги објавуваме темите. Добар ден. Добар ден, Пинче, во живо сум. Да, ве слушаме, повелете. Видите, за протестите за храната. Треба владата здраво да застане, добри инспектори вистински да пушти, не само за храната. И во школството, извини ке се уфрлам, во осмолетката нека пуштат инспектори да проверат какви наставници работат со малолетни деца кои страдаат од наставници. Да се пушти инспекција во трговија, во школство и икс работи да застанат на здрави нозе. Поздрав, убав ден, најдобра водителка што сум видела. Поздрав, пријатно. Благодарам многу и за учеството и секако за вашите одговори и за убаво упатените зборови. Ние продолжуваме понатаму, еве нема да пропуштам, нема да изоставам за да ви укажам како изгледаме и на Facebook, пишувајте коментари таму, потсетувам ќе ги читаме меѓу јавувањата. Црвена линија прашува дали бојкотот на големите трговски ланци е решението. Па еве ги првите коментари, Босилковски 5 се напишал не, само ќе му се направи услуга со дуплиот промет ден пред и ден по бојкотот. Ајде да вклучиме гледачи, денес сме потрошувачи. Добар ден. Добар ден. Господине Љупчо, зошто владата не ги користи своите инструменти во веде ред во трговијата? Видите, не само оваа влада, туку секоја влада не ги користи комплетно до коска, што се вика, инструментите, затоа што мора секојаш да се има дежурна тема со која ќе го сврте вниманието на народот во одреден момент кога не и треба многу народот да пази. Еве сега ја ќе ме помене зошто сега се лансираше оваа приказка со маркетите. Вчера владата донесе одлука за пренамена на парите од маѓарскиот кредит со кој ќе може сега да се конкурира и да се градат трговски центри и да се зима фотоволтаици. Кој го постави прашањето веќе од стручната апела, зошто владата ќе дава на приватизаци да градат фотоволтаици? Ние сите се сконцентрираме на маркетите. И сега ова гласко си помина, никој тоа не го запази. И утре ќе се прашуваме, од каде нови пари за ова, од каде пари за ова. Никој не постави прашање зошто владата ги дава парите на приватизаци, наместо таја да инвестира во изградба на државен објект како што се залагала пред година дена за производство на струја и на парно или речевме за да ги преправи термоцентралите, блоковите за на газ. Зашто таму парите не ги инвестира, туку ќе ги дава на Олјевци, Долјевци за да градат фотоволтаици во наводници кои утре може би нема да вратат и ќе пазете, народот треба да влати камата 3,29%, а тој има 1,9%. И после викаме, а ќе продава на државата по 130 евра мегават струја. Ете како зашто и треба неке државата. Мора да има дежурна тема за да може да го пренасочи вниманието на народот. Народот се лесе за Благодарам многу за вашите одговори, а еве ги и вестите кои што нормално ако кликнете и впишете на интернет Хрватска, секако излегуваат информациите врзани за купувачите во Хрватска, кои што беа први, кои што и ја започнаа ваквата акција. Бојкотот во Хрватска даде резултати. Конзум најави трајно намалување на цените за 250 производи. Оваа одлука доаѓа во пресред на масовниот бојкот на продавниците кој за утре го најави потрошувачката платформа Ало Инспекторе по моделот на минато неделниот протест на купувачите. Истовремено хрватската влада најави проширување на списокот на производи со ограничени цени на 70 артикли. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи во црвена линија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Вака, јас ќе кажам дека прво ќе ми честитам на хрватите што ја направи оваа акција да се разумат трговците. Меѓутоа, во трговијата мора едно да сватиме. Големите маркети се на нашите политичари во завиена обланда, тие не се газди, значи има некој друг раководи додека они се на функција. И затоа они не преземаат, владата не презема ништо во однос на сето тоа. Каде се централите на господинот Мицковски? Тој нели е сиромах човек, нема ништо. Значи,
Така и ова истата ситуација. Меѓутоа, ја ми се чини дека се плашам дека сега ова што ќе направат трговците. Значи, петок ќе го прогласат за неработен ден, а недела ќе ја прогласат за работен ден. Значи, меѓутоа, ова треба да се примени, значи, на сите трговски објекти, од најмалиот до најголемиот. И на зелените пазари, значи, да нема на тој ден пазарење. Ако треба и редари да се стави да не влага никој што се вели со еден збор, еднаш за секојаш морат да се вразумат, значи, трговците, дека ако ние не отидеме да пазариме, зошто е тој маркет или мол или не знам што тамо, или бензинска пумпа. Значи, се е поврзано, но сите треба да се почитуваме како потрошувач, добавувач и корисник на тие услуги. Ама они нашите трговци тоа не го гледат. Благодарам многу за вклучувањето. Сега кога ќе прочитаме уште коментари, пристигаат, продолжете со коментирање на Facebook Црвена линија. Лазар Станоевски напишал: бојкотот може да помогне, но не единственото решение. Поддршка на локални производители, државна контрола на цените, граѓанска акција и промена на потрошувачките навики се други ефикасни начини за спречување на енормното поскапување. Благодарам за коментарот на господинот Станоевски. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Поздрав. Поздрав и до вас во Црвена линија. Вашиот нов гледач од минатата недела, по втор пат сега. Драго ми е. Во врска со темата, значи јас ќе зборам за темата, а не за еден дежурен демагог од Радишани што збори надвор од темата. За темата. Зошто владата не ги користи своите инструменти и воведе ред во трговијата, така? Да. Зошто не ги користи? Не само ова влада, сите досегашни влади, затоа што се во спрега и со овие тајкуни од трговијата, и тајкуните од градежништвото, и тајкуните од здравството, и тајкуните од не знам каде. Они се во спрега и затоа не ги користат. А и она што треба да се користи, па се е тоа таму партиски наместено, 90% е партиски наместено и она 10% што вреди, што може да излезе на крај? Овие 90% што се партиски, па ти извршуваат партиски наредби. Ако појдеш таму, немој тој да го контролираш, оди некој лево, оној од опозиција. Тој контролира го, не од нашите. Оди кај оние другите, не кај нашите. А и овие што другите па знаеме, мито, корупција. Значи катастрофа е само да знае народот дека 30.000 евра една минута ги чини маркетите во Хрватска. 30.000 евра загуба. Поздрав, пријатно. Благодарам многу, драго ни е што еве сте ни нов член во семејството на Црвена линија и секако што повторно еве и во рамки на оваа тема го споделивте вашето мислење со гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас. Се слушаме. Одлично, повелете. Црвена линија, ја па ќе викам зелена линија. Сега вака. Маркетите сега излегов нешто до пазарот, празнира своите народ, пазари, граба, крева, им се чини за утре. Абе, Бог да чува, за еден ден. Па тие више си го направи прометот за утре? Свесни ли се ова влада што превласта? Што направи? Им направи промет на маркетите, нешто што не се продавало, денеска се очистило скроз. Вамо кај што сум јас на овој крај, нешто барам, више нема. Тојте се испразнето. Луѓето мисле дека ќе остани то со недели така. Ви утре петок е, за утре пак ќе има? Види, човек ако знае што прави, тој ќе води државата. Ако не знае што прави, не може да ја води. Да лута, експерименти да прави, да се брка на така навака. Не се гради така држава. Темел сака. А не од кровот ја почнале, а без темел. Та паѓа. Нема што тука. Како да ти кажам, овај мој, овај твој, ќе оставиме вамо, не ќе оставиме намо, неспособни, држава не водат. Што да, не знам ја, луѓево како го размислува то. И сега утре ќе нема јавење, се ќе биде, се ќе биде отворено, пак и што ќе си одат луѓето. Кој кого ќе запри? Благодарам многу и вам за учеството. Црвена линија денес прашува зошто владата не ги користи своите инструменти и воведе ред во трговијата. Добар ден. Добар ден.
Поздрав до вас, во црвена линија сте. Hvala, pozdrav i do vas. Благодарам. Интересен ми е наслов што го искористиле овој пат, добар кликбейт, зашто владата не ги користи своите инструменти и воведе ред во трговијата. Значи, интересно ми е, забележувам на доста телевизии дека го користите терминот зашто владата не ги користи инструментите, а како новинари се немате потрудено да ги прочитате законите во моментот кој што се во државата, кои што всушност на владата не и даваат многу ингеренции и владата реално нема инструменти за да воведе ред во трговијата, и ова што се случува во моментот со бојкотот е многу добра реакција на народот за, нели, како еден притисок врз маркетите да ги променат своите политики на маржи и така натаму и така натаму. Со тоа што се предвидува и со законот за фер трговски практики и со наредните закони кои што се во собраниска процедура, кои што треба вие како новинари, нели, да ги следите. Еве, зборуваме за законот за нефер трговија. Владата ништо не може тука да направи. Значи, видете, законот за нефер трговски практики, каков што е во моментот, реално нема заби. Следните закони и подзаконски акти кои што се предвидени во тој пакет, кои што ви се достапни вам како новинари да ги прочитате, ќе им даде заби. Добро, благодарам многу. Ке подсетиме за оние кои што следат црвена линија. Ова е просторот каде што граѓаните ги слушаме всушност што има да кажат во однос на нештата за што зборуваме на различни теми и секојдневно во црвена линија. Така да не случајно од црвена линија денес ви се обраќа и како потрошувачи. Благодарам многу за гостинот и за учеството и за одговорите на нашето прашање. Добар ден. Здраво. Здраво. Мене овој ми звучеше како некој владин представник нешто, така ми звучеше. Да не ги коментираме, секој има битно, онака, се сомневам, не нагласо. Иначе, вака, владата го има како инструмент собранието. Па собранието е оно кое што треба да прими предложи од владата, каде што треба утре да се изгласаат некои закони. Тие закони што ќе се изгласаат треба да важат децидно, а не да гласат паушално. Значи, кога се кажува децидно, да не биде повеќе значајно. Сега кажеме еден закон за една работа и може вака да го тумачиме, ама може и онака да го тумачиме, или овака да го тумачиме, или како на Перо Капата, или како на Звонко Точакот да го тумачиме. Значи, треба да разбереме една работа. Децидно. Затоа се дешаваат овие работи, де со трговци, де со цените, де со платите, пензиите. Ако сакаме да збориме, ние треба да имаме повисоки плати и пензии, како би држеле чекор со овие цени што трговците не ги нудат. А бидете сигурни дека овие трговци не ги зимаат овие роби што се пласирани по маркетиве некаде од нашиот пазар, него нарачуваат увоз од некаде. И тој увоз диктира цена. Поздрав! Поздрав, благодарам многу и вам за одговорите. Сега го ќе ве подсетам за да бидете целосно, навремено, квалитетно информирани. Доволно и да кликнете на tilma.com.mk. Го видовме најновиот прилог на Ирина Чачкова. Ке подсетиме еве наслови за оние кои што подосна се вклучија, секако многу повеќе да прочитате. Подсетувам tilma.com.mk. Еден од насловите е ден пред бојкотот, маркетите најавуваат акции, но и планираат и попис. Додека 7-те најголеми синџери маркети, еве и овој наслов, го препорачуваме, оствариле нето профит од 35 милиони евра во 2023 година. Темата денеска е зошто владата не ги користи своите инструменти и да воведе ред во трговијата. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Се слушаме? Да, одлично, повелете. Вака сега. Зошто владата? Ами сега го поддржувам еден гледач што кажа. Ајде да се подсетиме малце. Па сите маркети се на владини луѓе, да речеме, земи го Тинек, земи го Кипер, земи Кам. Ти се сите
луѓе на владата. И како се против нив да преземе нешто? Не презема, отима корист. На прашањето ваше дали сите маркети, јас ќе повторам, ако сакате македонски народе да се договориме преку социјалните мрежи, како што реков, еден месец го бойкотираме Тинекс, еден месец, набројувам, нека не се утат, Кипер, еден месец Кам, еден месец друг. Само така целта се постигнува. Па денески што кажа тој човек од Крушево, дека денески тупло се купуваше, би ти го направи прометот. Денески. Толку сме ние македонците. Нас не може друго ние. Во што ќе се обединиме? Ние ги гледаме Хрватска, хапиш. Немојте, ние сме далеко, ние сме, кај нас има продавници што си работат во недела, без разлика дека не работен ден, па никој ништо не му може. Се знае за кого мислам. Па што ви е вас, луѓе? Не бива за никаде. Ако сакате успех, само вака, по месец дена, секоја фирма. Тогаш можеме да ги клекнеме на коленици. За еден ден, нема врска. Тоа е тоа. Благодарам многу и вам за вашите одговори во вашите 90 секунди. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Благодарам. Се слушаме, така? Да. Вака се, зошто вика владата не ги користи своите инструменти? Многу е јасно. Затоа што претходната влада, кога презема мерки, ги замрзна цените и им надомести на трговците за и загубата. Разбирате? Директно од буџет. А сега вика не фер трговски односи. Па кој е тоа фер? Која е дипломатија? Нема тука ништо. Тој продава роба, треба да заработи. Ако не му надоместите, тој треба да биде возијан. Значи, не може на овој начин со демонстрации, со она да се решават такви работи. Сега Хрватска била главна, направили ефект. Што не ја прашаат Србија, еве што прави Србија, ај таму да видиме што демонстрираат тие. Треба да видиме начисто. Ова со трговијата си е бизнис, таму нема проблем. Робата се набавува, има маржа, маржата е кај ник проблем. Не може 70% за зеленчук бе молат. Знаете зошто? Зашто тоа што ќе му се расипе, вас ви го наплатува. Треба 10% да речем од прилика да биде и он да заработи, ако му се расипе негов проблем. Нека мисли таму која роба ја купил и како ја купил. Затоа некои маркети се успешни, а кои не се. А сега само маркетите се на удар. А другите, а пазарот, а дивите продавачи, што правиме ние? Сега ќе идеме на пазар и на бит пазар, така? Не може тоа така. Ако сакате целосно решение, Ке подсетам, напомена, 90 секунди е време траењето за едно јавување. Секој од вас кој што ќе сака нови 90 секунди, слободно, повторно завртете го нашиот број. Се навраќаме онаму каде што стигаат коментари, продолжете така, ќе продолжиме и ние да читаме меѓу вклучувањата гледачи. Џани Ј напишал, за оваа тема и за неколку претходни теми, еден одговор. Системот не функционира. System is down, напишал на англиски, или системот е доле, не функционира. Инспекторите, кој знае колку време си ја немаат оправдано платата што ја земаат од народни пари. На прво место трудовите инспектори, па пазарни и така натаму. На владата така и одговара, кучињата си лаата, караванот си врви. Благодарам и за Џани за неговото учество преку Facebook со коментар во денешната дискусија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Благодарам. Па вака, не ги користи владата своите инструменти. Кои инструменти се на владата за пазарно општество? Инспекторите. А таа им рече на инспекторите, излезете на терен, ама немој да казнувате. Што значи таа е во спрега со инспекторите и со трговците од големите ланци. Немој да мислите од мали малски и планински продавничиња. Овие кои внесуваат стока компјутерски, како може да не знае како влегла таа стока која во компјутерот е внесена и колку грамажа и килажа и со која цена и на која дато, па колку маржа има, па колку ќе изнесе надвор од продавницата на малопродажба преку компјутерот. Тоа со еден клик ќе се види веднаш. Нема што не е јасно. Меѓутоа, колку поголем промет
има продавниците, имаат овие продавници од овие ланци, толку поголем данок во управа за приходи. Што значи државата, ние собравме пари, ние сме успешни. Кај нас бизнис од света, управа за приходи покажува пораст. Од кај покажува пораст? Од големени цени преку грбот на граѓаните. И вие сакате сега, владата, вика ние сме во соработка со потрошувачите. И како што се, утре Митковски нема да јаде? Ова на што личи владата, вика ги поддржува. Ги поддржува кого? Продавачите или купувачите? Трговците или овие што немаат пари да си купат? Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Дали владата презема мерки за намалување на цената? Зошто не ги користи инструментите, нели воведе ред во трговијата? Па не може да ги користи инструментите затоа што и се врзани раците. Таму има закони донесено за слободна трговија. Зошто владата не воде рачун колку ги плаќаат работниците што му работат по маркетите, колку му е струјата, колку му е данокот. Таа роба не ја произведеле тие, па тие да ја стават и они ја купуваат по високи цени и по високи. Пред 20 години 300 денара беше аргатин кај да си чекаше со мотика да работи. Сега е 2300 и го нема. Мора ако ти треба за другата недела да го бараш уште сега да можеш да го најдеш. Значи, нема кој да произведува више роба. А со бойкотирање на маркетите за робата не влевање, што правиме? Еве ако има репроцитет. Ако речат маркетите не работиме 10 дена. Тоа што одговорите ми што ќе биде. Дали се тоа сите маркети во земјата според вас? Дали го имаме се уште гледачот, се исклучи добро. Еве ќе споделиме и дел од статистички информации, односно според последните податоци од Сојузот на синдикати на Македонија, синдикалната минимална кошничка овој месец изнесува 63.252 денари, што споредено со таа од декември 2024 година е зголемена за 391 денар. На 4-члено семејство овој месец за храна и пијалаци му биле потребни 23.198 денари. Зошто владата не ги користи своите инструменти и воведе ред во трговијата? Тоа прашува црвена линија денес. Добар ден. Добар ден. Вака да се да ве добијам повторно. Не сум владен представник, мислам тоа е сугудо, собственик на мал бизнис. Нема врска со трговија. Само имам здрав разум да читам што се случува во државава и да ги читам законите кои што се носат и тоа што се предлага, затоа што тоа е од корист за мојот бизнис конкретно. Ми се допадна коментарот на господинот кој што се јави претходно, значи малце да се размисли зошто и како се стигна до овие цени и до овие маржи со масовно ицелување, со нефункционалност, малце ќе избегам од темата, ќе ми простите, со, ајде да кажеме, несоодветно функционирање на самите луѓе, каде што сум бил присутен на ситуации каде што млади деца, родителите им кажуваат немој мама ќе ти дае 500 за искачање, немој баба ќе ти дае 1000, седи ти дома. И создадовме генерација на дебили кои што не работат. Без навредливи зборови, само ве молам. Така да целото тоа што што ја поттикнува и поголемата маржа е поттикнато и од многу други фактори, не е само алчноста на бизнисите, затоа што ако ги видите завршените сметки на маркетите, тие покажуваат 2 до 2,5% профит. Така, благодарам многу за повторното јавување и секако за тоа што еве се надополнивте во новите 90 секунди кои беа наменети за вас. Сега дојде времето да слушнеме како се одговори на денешната анкета на Инстаграм. Заследете не за да веќе во утрешната активно учествувате на прашањето кое што ќе го поставиме утре. На оно кое што го поставивме денес, дали треба да се бойкотираат маркетите, под А со 88% одговорија сите одеднаш треба да се
бойкотираат, а еден по еден од Инстаграм сметаат 12% дека треба да се бойкотираат. Ние сега ќе продолжиме со рекламите и потоа повторно ќе бидеме заедно во студио. Благодарам на сите вас што создадовте уште една добра црвена линија. А сега нормално веќе на самиот крај ќе им се обратам на моите комши, нема да им побарам ниту парче леп, ниту шеќер, ниту кафе, нема да ги бойкотирам секако, но ќе ги прашам приватно како стојат со комшиите по дома. Или не знаете кои ви се комши? Јас имам... Зошто? Тие на спратот ги познавам, тие на четврте ги познавам, ние сме на трети. Имаме кучиња, нели, на истиот спрат. Се дават зашто се машки, на нашиот спрат. Да, на втори имаме една жена која што секогаш оди со велосипед. Не, со велосипед на работа и се враќа. Ги знам, генерално ги знам. И бараш ли некогаш две лажици за шеќер? Знаеш дека само еднаш во животот сум се нашла во ситуација каде и готвење не одат заедно, ама има еден проја рецепт многу добар и нема взети за до крајот на пројата. И се помислив дали да одам, дали да не одам и сепак не отидов, иако знам дека дедото кој што ми е прв комшија... И сепак не отидов, слушаш? Да, и дедото кој што ми е прв комшија секогаш би ме услужил па и да отидам подоцна во денот.